Во повеќе наврати во јавноста веќе кажав дека Единствена Македонија дојде до досието со кодно име Атланти, од кое се гледа дека Агенцијата за национална безбедност преземала спрема мене 3 оперативно-технички средства: тајна контрола на телефон, тајно аудио и визуелно снимање и тајно следење и прислушување. Овие мерки се преземани од 2018 година, кога Единствена Македонија го предводеше националниот блок Македонија бойкотира, во кој се здружија 84 организации, партијата Единствена Македонија и 83 македонски здруженија од земјата и странство, во битката за референдумот од 30 септември 2018 година и против промена на уставот и името на државата. Пред околу 3 месеци, поточно на 3 јуни, до Агенцијата за национална безбедност поднесов барање за известување дали против мене се преземани и се уште се преземаат мерки на следење и прислушување, како и увид во документите за собраните тајни податоци. Ова барање се заснова на членот 51 став 3 од Законот за Агенцијата за национална безбедност, во кој што е пропишано дека секој лице може да побара известување дали против него се собираат тајни податоци. Директорот на Агенцијата за национална безбедност според законот е должен да одговори во рок од 30 дена по барањето, меѓутоа денеска и по поминати повеќе од 3 месеци од страна на Агенцијата за национална безбедност целосен мол. Затоа денеска до Агенцијата за национална безбедност како првостепен управен орган поднесов жалба поради така наречено молчење на администрацијата. Сега според законот Агенцијата за национална безбедност треба жалбата да ја достави до второстепениот управен орган на одлучување. Второстепениот управен орган според законот определува нов рок од 15 дена во кој што агенцијата треба да се произнесе по барањето, а доколку не се произнесе, тогаш второстепениот управен орган го решава барањето во рок од 30 дена. Меѓутоа, доколку и второстепениот управен орган примени така наречено молчење на администрацијата и не се произнесе по жалбата во рок од 30 дена, тогаш се отвара патот за судско разрешување на овој случај со поднесување на тужба од моја страна до Управниот суд на Република Македонија. Жално е што Агенцијата за национална безбедност не враќа на некои минати времиња кога политичките противници се следеле од идеолошки и од политички причини, како што е случајот со мене, бидејќи сме следени и преслушувани само заради искористување на уставно загарантираното право на протест, а познато е во јавноста дека во 2018 година 7 месеци улиците беа нашиот дом со постојани протести и блокади по улиците низ Скопје и низ градовите на Македонија, со протести пред домовите на 8 одметнати и оценети претенеци, со блокада на гранични премини. Значи, ние сме незаконски следени, а најголем доказ дека следењето е недозволено и незаконско е фактот што од страна на агенцијата нема ниту една пријава против мене и други членови од Македонија бойкотира, а според досието, според документите се гледа дека ние сме биле заведени како луѓе кои што сакаат да го рушат уставниот поредок. Како и да е, јас ветувам пред македонската јавност дека овој случај ќе го истерам до крај, не само заради мене, туку заради сите граѓани на Република Македонија, бидејќи недозволиво е, неморално, неоправдано да се следат политичките противници на власта поради своји политички уверувања. Ви благодарам.